Значи, прво околу истражувањето се однесува на 2025. Истражување на Центарот за граѓански комуникации, кој се однесува на тендер токму околу народните кујни и злоупотреби околу тој тендер. Еве, на што точно се однесува? 1,5 милиони евра се дадени, храната директно се сервисира, се дава на улица, прецизно, велите, на 7 од 9 наведени локации. Тендерската документација упатува на тоа дека постојат простории, дека еден од условите да постојат простории каде што ќе се служи таа храна за народната кујна. И морам предходно, пред да одговорите, да кажам дека Левица бара кривична одговорност, доколку се потврдат овие злоупотреби, наоди, и ревизија на договорот со фирмата Парти Сервис Лео. Да кажам на почетокот дека и ние сметаме дека е потребно сериозно да се ревидира овој договор. И ние сметаме исто така дека е потребно да се бара кривична одговорност од Министерството за социјална политика, демографија и млади и секако од носителот на договорот, во смисла на тоа дека нашето истражување прецизно потврди дека овој тендер за корисниците на народната кујна не се спроведува согласно тендерската документација и согласно склучениот договор. Таквото постапување не е законски. Значи, не можете вие да изготвите тендерска документација која сугерира дека храната за најранливата категорија на граѓани во град Скопје ќе биде сервисирана за нив во простории и да ги наведувате тие 9 простории кои се низ целиот град дислоцирани, а потоа нашето теренско истражување да покаже всушност дека на 7 од тие 9 наведени локации не постојат наведените простории, односно не се дели храната во никакви затворени простории, туку тоа се прави најгрубо на улица, комбето на носителот на договорот застанува и во неколку минути, 15-20 минути, луѓето се наредени и храната им се дава. Ова не само што е понижување на оваа категорија наша на граѓани кои на овој начин така требало да биде поддржани, да се почувствува дека државата се грижи за нив, туку ваквото постапување е незаконски, бидејќи во тендерската документација наведено дека храната треба да се подготвува и сервисира во затворени простории. На второ ниво дека треба да се тој процес да трае 2 сати, а ние увидовме дека трае многу пократко. И на трето ниво прекршувањето на договорот во низ неколку денови, тоа го илустриравме, конкретни дати, конкретни менија, дека всушност луѓето не секогаш го добиваат полното мени. Произлезе дека најчесто речиси сите вела дека супа никогаш не виделе, а неколку пати во месецот добиваат и треба да добијат супа. Во натаму во конкретни менија не достига дали овошје, дали салата, им беа давани помали количини од наведените во тендерската документација. Сето ова е основ за раскинување на договорот, за негова целосна ревизија, не само затоа што да кажеме еве ние сме ги воочиле овие злоупотреби во овој конкретен тендер. Не само дека е тоа потребно во овој конкретен тендер, сакав да бидам попрецизна, туку генерално сметаме дека игнорирањето на изнесените злоупотреби во овој и во другите тендери, каде што сме информирали исто така за злоупотреби, всушност создаваат една неповолна и генерална клима. Гледаат другите и велат, значи може вака тендерите да се реализираат. Ова и се испраќа генерално една негативна порака кон тоа како се трошат јавните пари. Не само за овие 1,5 милион евра, кои се сериозна сума на пари, туку и генерално се испраќа негативна порака дека злоупотребата во јавните набавки се толерира и не е казнива. Да. Добро, инспекции постојат ли во оваа држава? Во конкретниот случај, да речеме кога станува збор за договори кои се склучени врз основа на Законот за јавни набавки, институциите се должни, во случајот тоа е Министерството за социјална политика, да наведе лице кое е должно да ја следи реализацијата на овој договор. Во тендерската документација е наведено конкретно лице кое треба да ја следи реализацијата на договорот. Меѓутоа, за жал, дека целиот тој процес очигледно има некакви слабости, сега тоа треба надлежните институции, обвинителството, ДКСК, финансовата полиција да го испитаат што и како се случило. Меѓутоа, ние кога на Министерството за
социјална политика му побаравме на конкретни дати да ни каже какви менија биле испорачани, колку луѓе ја добиле храната и какви биле извештаите за реализација, за да потврдиме и да видиме дали тоа што се случуваше на терен реално е пренесено во извештаите или извештаите содржат некои други податоци. На нас Министерството за социјална политика не ни ги даде тие информации. И веќе според нас и самото тоа е симптоматично и укажува дека очигледно, нели, самиот процес на контрола не е на нивото на кое е потребно за една ваква вредност на тендер. Да. Добро, беше побарано интервју, морам да кажам, од Министерот за социјална политика, заради тоа што токму социјалните политики, нивно спроведување и имплементирање и злоупотреби се негова надлежност, но се уште немам одговор. И сега околу парите. Оброците кои државата ги плаќа, велите вие, се по 239 денари. Тие се значително повисоки од малопродажната цена. Знаете, како спомнав на почетокот, дека договорот, нели, и тендерската документација се различни од реалноста. Добро. Во ситуација кога вие имате една тендерска документација која сугерира дека вие ќе треба да ги подготвувате, нели, да го подготвувате јадењето, да го пакувате поединечно, да го сервисирате во некои затворени простори, на нас кога ја читавме тендерската документација, верувам и на понудувачите кои не биле информирани, доволно, значи тоа подразбира дека вие, нели, треба и 2 сати да имате некои луѓе кои ќе послужат во тие простори, ќе послужат храната, потоа тие простори ќе ги вратат во првобитната состојба. Сето тоа логично и оправдано требало да ја крене цената. Меѓутоа, ние сега со оваа цена од 239 денари за оброк, во суштина добиваме наједноставна дистрибуција во кус временски период, нели, со мал број комбиња на храната низ цело Скопје. И оттука оваа цена во суштина произлегува дека е драматично повисока од реалните пазарни цени. Врз основа на што го тврдиме ова? Истата фирма која е носител на тендерот има низ градот Скопје, еве и неколку, да кажам, на неколку метри од нашата канцеларија овде има свои малопродажни места. Доколку одредени менија, нели, може да се купи ориз, пилешко месо, риба, ослич и слично, произлегува дека ако отидете ги купите во нивната малопродажна продавница, произлегува дека цената ќе ви изнесува максимум 140 денари, а државата плаќа 239 денари. Од друга страна, толку се скромни ланч пакетите за викенд, бидејќи тогаш нема готвена храна, туку се ланч пакети, што тие пресметавме дека се движат максимум по малопродажни цени од 100 денари. И сега вие гледате овде дека навистина произлегува дека е овозможена преголема заработувачка, бидејќи постои огромна разлика меѓу описот што треба да се даде согласно тендерската и тоа што на терен се случува. Тоа се тие злоупотреби за кои говорите. Но институциите треба да надлежните институции да реагираат. Да, ние ги информиравме кога го објавивме овој случај, оваа студија на случај, заедно со уште две студии на случај. Следната се однесуваше на потенцијални злоупотреби околу реконструкцијата на објектот на стара комерцијална банка и во однос на огромни енормни хонорари за експерти кои ги плаќа јавното предпријатие за државни пратишта околу консултациите што им се потребни за коридорите 8 и 10, а ние ги информиравме надлежните институции за сите наоди што ги имаме во однос на овие 3 тендери. Сметаме дека тука постои основа за злоупотреба, но сепак нашето е го изразуваме сомнежо дека овде постои злоупотреба, но надлежните институции треба, нели, тоа по свој пати да го потврдат и да го санкционираат. Информациите ги доставивме до јавното обвинителство, до Државната комисија за спречување на корупцијата и до финансиската полиција. До сега, да кажам, дека немаме повратна информација, но сепак се надевам дека нив им треба можеби време да ги обработат, да дојде до одредени сознанија и да очекуваме да видиме дали ќе бидат ревностни. Најпрво околу истражувањето за 2025 година се однесува на истражување на Центарот за граѓански комуникации и за неправилности, злоупотреби на тендер, корисници на народна кујна, социјални случаи во Скопје, сума 1,5 милиони евра, храната директно се делела на улица, на 7 од 9 наведени
локации. Тендерската документација, заради која и се добил овој тендер, значи тоа се условите, упатува на постоење на специјални простории, наменати како што служат практично како народни кујни. Во однос на истражувањето кое што е направено и наодите од самото истражување, навистина е работа со која што треба да се занимава јавното обвинителство. Со оглед дека до 2025 година немаше тендери, јавни набавки за народните кујни, туку одеше преку центрите за социјална работа, кои што се дел од системот на социјална заштита, во договор со градинките, каде што се приготвуваше храната и каде што во посебен дел во дворот, направена просторија, се делеше храната за ранливите категории на граѓани. Овој систем постои и денес. Меѓутоа, она што е интересно и што остава сомнеш е како е регулирано тоа во градот Скопје. Во градот Скопје, наместо да се отиде преку центарот за меѓуопштинскиот центар за социјални работи и градинките во градот Скопје, согласно локациите кои што се одредени, се оди на јавна набавка вредна 1,5 милион евра. Да. И она што е факт е дека храната се дели директно од Комбе. Во изминатиот период до 2024 година и она што беше пракса во изминатиот период, согласно стандардите и законска регулатива, е Агенцијата за храна и ветеринарство да вршат редовни контроли во градинките за начинот на приготвување и на делење на храната, дали е согласно сите стандарди. Денес тоа не се прави. Во делот на град Скопје, на овие 9 локации каде што се дели храната и навистина, тоа прво е против законски, а второ е спротивно на секакво достоинство за делење на храна на овие ранливи категории на граѓани. Да. Втората злоупотреба оброците. Сумата на оброците се плаќаат по 239 денари, значително повисоки од малопродажната цена. Она што е апсолутно остава сомнеш дека треба да влезе јавното обвинителство е цената на еден оброк, кој што е 239 денари, Да. И тоа е само во градот Скопје, согласно тендерот кој што е распишан и добиен од страна на одредена фирма. Во градинките, она што е систем во останатите градови од државата, еден оброк чини околу 80 денари. И таа цена не е променета неколку години. 80 денари во останатите градови, наспроти 239 денари е навистина голема разлика. Огромна. И оваа остава сомнеш 3 пати поголема. дека некои работи треба да бидат испитани од јавното обвинителство. Зошто е таа цена? Зошто, ако е цената овде, зошто не е зголемена цената во останатите градови? Каде што се уште е околу 80 денари од еден оброк. И две забелешки. Прво, одстапување на менијата, во некои случаи воопшто нема супа, овошје, сирење, наведено во истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. Во поединечни случаи испорачаните количини не биле според договорот. Второто, наместо 2 часа кои се наведени во тендерот, значи како услови, во дистрибуирање, во сервирање на храната, комбињата се задржувале само 15 до 30 минути. Сите услови за спроведување на она што е напишено како услов во тендерска документација мора да се почитуваат. И она што е интересно е што колегите од Министерството кои што работат во одделението надлежно за народните кујни
не ја подпишале тендерска документација. За пред да му се даде на министерот, туку ја имат подпишано сосема други вработени во министерството. Овие колешки кои што се надлежни имаат дисциплинска постапка затоа што не сакаат да подпишат нешто што гледа дека е надвор од законските рамки. И тоа е уште еден индикатор дека навистина за тендерот се кријат други побуди, а не храната да стаса до граѓаните, ранливата категорија за граѓани. Затоа овде го поставувам прашањето зошто не го подпишале одговорните, онака како што е во правилникот, во донесен интерниот правилник во Министерството за труд и социјална политика, зошто не го подпишале надлежните во одделението, зошто се подпишани од други колешки и зошто не се исполнуваат условите кои што се дадени во тендерска документација и врз на кој што е подпишан договорот. Во таков случај договорот треба да се поништи. А договорот мислам дека истекува сега во мај, ако не се лажам, 25 до 26 мај, па најверојатно ќе има и нов тендер, па да ги видиме условите и во тој нов тендер. И прашањето околу минималната плата, одбивањето да се зголеми таа минимална плата, образложението, освен тоа, на премиерот Мицковски, на владата е дека мора само да има договори, како велат тие, помеѓу работодавачите и работниците. Синдикатот, кога велам се изема синдикатот, се изфрла, мислам на тоа дека не се спомнуваат синдикатите, туку само работниците. Но добро, она што е важно е дека владата се изфрла, се изема од овој процес на преговори. Социјалните договарања, колективните договори се прави од страна на влада, работодавачи, синдикати. Ние имаме трипартитен социјален договор. Што значи дека не може ниту една страна да се стави настрана. Не може работодавачите да преговараат со работниците, владата да биде настрана, ниту пак може работодавачите да преговараат само со владата, а работниците да бидеат настрана. Тој економско-социјален совет што е во рамки на Министерството за труд и социјална политика е токму за да трите страни седнат на маса и се договараат и за минималната плата и за останатите права на работниците кои што со тек на време треба да се унапредуваат. Имаме општ колективен договор кој што владата не го почитува, кој што ги заштитува и ги унапредува навистина многу правата на работниците, каде што постоеше и одредба како од март 2025 треба да се пресметува платата согласно коефициент помножен со просечната плата и каде што се воспоставува систем. Секоја година нема да се преговара колку ќе се зголеми платата, туку согласно растот на просечната плата, која што расте навистина многу, ќе се пресметува и платата. Ако се почитуваше општиот колективен договор, 2025 година платите во јавниот сектор требаше да се зголемат за 12,5%. Ако се почитуваше општиот колективен договор во 2026 година, платите ќе се зголемеа за 9,5%. И тоа е систем. Без да имаме притисок и врз синдикатите, омаловажување на синдикатите, притисок врз работниците или пак, не знам, притисок врз работодавачите. Имаш систем кој што треба да се почитува. Но владата го стави на страна, подпиша 44 колективни договори на ниво на гранка со работодавачите, кои што наместо да ги унапредат работничките права, тие ги уназадуваат. Има една одредба во колективниот договор кој што вели дека вработени кои што се на боледување, вработени кои што жени кои што се на породилно отсуство, отсуство од работа заради раѓање, можат да бидат преместени, да им се издаде решение со кое што се преместуваат од едно на друго работно место, согласно потребите на работодавачите. И тоа
е спротивно на закон за работни односи. Многу е јасен кога работник е на боледување или кога е на породилно отсуство, дека не смее да биде преместен. Па сега, УПОС и останатите синдикати подпишаа колективен договор само заради тие 7% на зголемување на платите во дел од јавниот сектор, наместо да се бореа за имплементација, спроведување доследно на општиот колективен договор, каде што ќе имавме 9% и немаше да имаме вакви одредби кои што ги уназадуваат правата на работниците. Да. Околу минималната плата прашање и синдикалната кошница. Синдикалната кошница е премногу, цената која ја пресметува синдикатот е премногу голема, таа е премногу висока, 68.793 денари се работи за основни прехранбени продукти. Така е, всушност оваа методологија на минималната кошничка е направена во 2023 година, во времето кое јас бев министерка. И ние ја прифативме методологијата, затоа што и затоа се вели минимална. Тоа се минимална сума на пари која што е потребна за да може да преживее едно 40 семејство во текот на месецот. И ако видиме денес минимална кошничка близу до 69.000 денари, а минимална плата 26.000 денари. И тоа покажува дека две минимални плати, ако имаме во едно семејство, тие не се доволни за минимум обстанок во текот на еден месец. И минималната кошничка е направена за да биде коректив, за да може минималната плата да се зголемува согласно бројките, статистиката што е дадена преку оваа минимална плата. Меѓутоа, тоа не е доволен факт за да владата превзема мерки и наместо да ја зголеми минималната плата со одлука надвор од методологијата, како што е било случај и во минатите години, ние во времето во 2022 година од 15.000 со политичка одлука ја покачивме платата на 18 токму поради минималната синдикална кошничка. Така да, навистина денес е недостоинствено да се преживее со минимална плата од 26.000 денари, со синдикална кошничка од скоро 69.000 денари. И власта мора да ги прифати барањата на работниците, кои што се застапувани преку синдикатот, да ја зголеми минималната плата и да донесе други сет на мерки со кои што ќе ги заштити граѓаните кои што има низок приход или граѓаните кои што се без приход. Добро.